5:15 се бајле. Јас снимам видео уподребно бидејќи тато спија. Темата на денешното видео е вистинската страна на моето срце. Да. Тоа е темата на видеото. Вистинската страна на моето срце. Сега што ќе ви зборам јас во ова видео. Јас до ден денес се уште сум талентиран за да пишувам поезија и фала Богу за тоа сум писмен да пишувам поезија. И јас кога пишувам љубовни текстови, као поезија, кога например убава си како свила ово оно, и кога пишувам такви текстови и некако као се пронајам сами од себе во тие текстови, бидејќи колку што можам јас да си дозволам од мојот труд да речем, ајде ќе напишам убав текст љубовен, ќе напишам убава поезија, добро, значи јас ќе напишам поезија што ќе напишам, ама од кога ќе ја напишам не ме буквално мака за тоа што сум искажал на хартија, туку едноставно не знам како да ви кажам, се радувам за тоа што имам дарба за поезија и ако отидете кај мене у соба или ќе ја будам селицата. Ако отидете кај мене у соба или кај мене у стан, да отворите по тие фиоките, ќе најдете тетрадка што ми е наслов љубовен дневник. Па јас у тој дневник си водам као евиденција, да, како сум засакал девојка, зошто сум засакал, што ме привлекува кај неа, како би ја осмислил врската, како не би ја повредил, како би ја сакал, како би направил се да биде во нејзино срце добро. И 99% тој текст јас што го пишувам се пронајам сами од себе, бидејќи ќе кажам сега не пример, моја лична случка. Немојте никогаш да се надевате на девојче. Тоест на девојте се или ако ептен сте блиски со девојчето, ама ако се оладите еден од друг, е тоа што е проблемот, братче. А на мене буквално зборот ми беше јас се надевав на вистинска љубов, ама ништо не беше. Така да тоа е што е, живот иде дале, ќе се најдам некоја подобра и што ќе биде вистинската за мене. Тие што сум ги сакал, секогаш ми го кршеле срцето и буквално јас имам во тетрадката што ми е тука, си ја земав, немам дека. Што јас во таа тетрадка си напишав како се вика, као текст магла на моето срце рането, за тебе душа ветено. И буквално јас тоа што го пишам не ми е мака на срце, на мене ме исполнува тоа, бидејќи ако не знаеме ние како да се исполниме, кој ќе ни исполни, бидејќи ние луѓето треба сами да си да речеме момче и девојка се уврска, па и од двете страни треба да има слога. И од момчето и од девојката, бидејќи ако не се сложни врската, ќе се расклопи и ќе се оделат еден од друг. А ова е мојата вистинска страна на срцето, бидејќи јас генерално сум многу против кршење на срца. Ако не иде врска, боле раскини, а не да крши срца, така? Така, ама некој не го сваќа тоа и значи до ден денес ми е криво што во Македонијава сите сме основани на, па не знам како да ви кажам, на материјални ствари, као има девојчиња од типот као не идам со дечко ако нема скапа кола, ако нема ова, она и ред други глупости. Луѓе не ни треба материјалните ствари за да се докажеме дека сме добри. Знаете што ни треба? Душата, бидејќи тој што се гледа дека е добар внатре, ќе се види дека е добар и надвор, бидејќи ако душата ти е честна и искрена за неа, подари љубов, подари го срцето, ама ако забушаваш со тоа, браќе, тука ти ќе најбеш, бидејќи не кршите срце, штета е, значи, зошто да пати и момчето и девојката. Да. Тоа е што за ова видео, уште еднаш ве замолувам и ви кажувам, не е битно колку кеш имам или колку богатство имам, битно е да ти е богатството тука, богатството ти е тука у душата, бидејќи ако љубов немаш, ништо не си. Да.
Ова беше вистинската страна на моето срце. И аз ви искажав се како што се чувствав и што ми се дешавало. Така да, тоа е тоа за ова видео и мотивирайте ме во коментари за видео. Така да, сега нема да направам пис бро, туку ќе направам сакате се сите и љубете се и гледате се во љубов еден со друг. Чао!